Уставни промени, економски развој на Западен Балкан. Со овие пораки во Скопје допатува и си замина високата европска функционерка. Проблемите остануваат да се решаваат. Политичко прашање се уставните промени да се вметнат бугарската заедница на уставот, но има доста дел што треба да се сработи во сите поглави, во сите области. И мислам дека веќе и албанците сакаат, освен правична застапеност, да се запази на критериумот квалитет. Да, предизвици постојат, особено кога сте припадник на некој од помалите етнички заедници, особено кога треба да се вработите, бидејќи јас сум се соочила со истото прашање. По-логично е дека може да и полесно може да функционира коалицијата ВМРО и ВЛЕН отколку ВМРО и ЗНАМ. Знам, мислам дека на почеток играат на националистичка карта, некојаш било спротивно на европскиот пат, оказ европскиот пат, значи токму таа влада беше на Ахмети и Груевски. Со секоја промена на гарнитурата најавуваме реформи во македонскиот образовен систем. Па искрен да бидам, дури и не знам дали најавуваат дека образованието никој не го есапи за озбилна приказна, така едноставно никој не се бави со каде треба да биде високото образование од денес. Во Македонија не е направена ниту една евалуација на ниту еден универзитет, факултет, институт. Точка. Во Македонија има можеби 5-6 професори што се меѓународни евалуатори, никој не ги вика да направат ништо, а никој не спроведува никаква евалуација. Сепак сметам дека и во помалите градчиња постојат можности за да се најде работа и да се вработите. Следете во новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.